Отчети на градоначалникот на Македонска каменица Дарко Митевски, спремен, изготвен и веќе започна неговата презентација. Втор поред отчет на Дарко Митевски, првиот при истекот на првите 2 години од неговото работење, а сега пред крајот и на овој мандат, целокупното сработено од самиот старт на градоначалникот. Овој отчет не само што ги содржи сработените проекти, туку самиот отчет содржи и проекти кои што се планирани. Во текот на мандатот, при навршувањето на 2 години од мандатот, направивме еден отчет, сега при крајот на мандатот направивме уште еден отчет пред граѓаните, во кој што конкретно се презентирани сите реализирани проекти, со фирмите кои што биле ангажирани при изработката на тие проекти, со обезбедувањето на буџетот и практично која е целта која што е постигната со реализирањето на овие проекти. Овој отчет ќе биде дистрибуиран до сите граѓани на општина Македонска каменица, за да имаат представа за што се работело уште од првиот ден од кога јас како градоначалник ја преземав оваа функција. И мислам дека на граѓаните ќе им биде од корис, за да знаат што е онае што е реализирано, бидејќи во крајниот дел од отчетот имаме дадено и планирани активности за воиднина, така да ќе знаат и кои се планираните активности на општина Македонска каменица. Сите проекти се значајни, рече градоначалникот. Нема нешто посебно кое би сакал како посебно да го издвојам. Само има проекти кои што се поголеми, кои што се позначајни и поинтересни за граѓаните. Има повеќе инфраструктурни проекти кои што ги изградивме во изминатиот период, да кажам дека значајни се и улиците кои што ги направивме во општина Македонска каменица, многу големиот број на локални патишта во селски средини кои што имаат посебно значење за граѓаните за подигнување на нивниот стандард на живење. Но ако зборуваме во рамките на централното градско подречје, како посебни проекти кои што се истакнуваат е уредување на градскиот плоштад. И она што ќе биде еден најзначајни, можеби најголем проект во овој мандат од 4 години, тоа е изградбата на градскиот пазар. Во самиот разговор градоначалникот го потенцираше и проблемот кој што и ние како општина го имавме, децентрализацијата, односно долгот и поминувањето од прва во втора фаза, кое што си носи и последици по општините. Сепак задоволен е градоначалникот на Македонска каменица, како што самиот рече, проекти кои што и не беа планирани сепак се реализирани. Горд е на сработеното на екипата со која работел, но не застанува, продолжува работата. Рече меѓу другото, има и предлог програма за втор мандат. Јас се трудев да ги изреализирам сите проекти кои што се дадени во мојата програма. Има некои проекти кои што не се реализирани, но можеби од објективни причини немало можност во изминатиот период да се реализираат, но за нивна сметка се реализирани многобројни други кои што не биле ставени во програмата. Но согласно активностите на терен и активностите што ги имаме и во градската средина и во селските средини, мислам дека има доверба кај граѓаните дека сите проекти ќе бидат реализирани во определен временски период. Инаку Македонска каменица, иако е мало градче, навистина го менува својот изглед. Сакале или не сакале, работата е на виделина, убав, уреден плоштад, работа на еден голем градски пазар, поплочени тротоари, средени улици, црква која не само што изгледа преубаво, туку и дворното место е прекрасно средено. За сите овие активности и за самата Македонска каменица, за сработеното на градоначалникот и на неговата локална самоуправа, од сега па натаму ќе имате прилика да гледате во вестите на Д1 телевизија.